чудна работа, мајка. Обично за шо и да зборам, која било тема, стално има некој нешто да каже. Да се насмеи, да извреѓа. Какара Кикири Треков ми рече, муабет ме сваеш коментари. Арно, почнав за швалињата, зборам и за швалерцките работи. Штама нема коментари, кјутаат сите, знаеш како? Како со мувата на капата се сите. Оти кјути не пиши кјуде што ќе си помисли народ. Не мој аман, молим те. Ни ха-ха-ха, ни смајли, ништо. Оди што ќе речи народ, опасна работа. Кај нас овде порно око да тизват од муабет. Така што за да не ве стега душа, да знам дека сакат да коментирате, ама не видава нешто однатре. Ќе мениме малце темата и доста е аман тренд ќе ги направам тие швалињата после. Нову полет ќе земе од малци имат земено, доста уште поќе ќе земе. И кога сме веќе кај трендо, јас не сум некој човек што е многу во текст со работите како се одвива. Арно периодов едноставно не може да не биде. Во светот се дешава полека војната Украина може да ќе заврши конечно. И па на крајот ќе биде така како што тие големите сакат да биде, џаве сите се чукат в гради. Ако слезиш подолу во соседството на бака прасе му ги кинеа каналите, шо си има случајно кјузнај. Лоша работа е тоа човек, ти снимаш години, вложуваш, правиш во приказа, се шо снимаш, како снимаш не е битно. Стално ќе има поделени мислења за тоа, ама битно цел живот ти е та приказната и наеднаш так немаш поќе приказнава. Лоша работа, што се има случајно не знам, пак ќе речам, не сум многу во тек. Гарант некој што знае ќе ми објасни во коментарите, ама па на светлата страна се врати Дарко Влог. И то нешто се врати со се стомачи, со се све. Дарко Влог трета верзија или која беше, не знам поред. Што значи ќе има смеа по Инстаграм. И така ватули, се течи се семен. О, све патните трошот. Тие вате не семен. Исто така знаеш што не семенва? Воздухот. Евентуално може да се сменат луѓето што се загрижени или не загрижени, ама битно воздухот си останува и како и многу други работи, нели? Така што дај да пуштиме шпицата, од јас ќе замирам со муабет, па да видиме за кој од овие неменливите работи ќе правиме муабет. Ајде вате, пуштај. Патни трошоци, терсене тема. Сам не само за во собрание во мутам, општо. Што ти? Оти луѓето на Балкано не се навикнати да рачунат некој работа. Ние тука рачунаме како што не одговара нас. Значи ако ти е тебе во прилог нештото, си го рачунаш, ако му е во прилог на другиот, тогаш не чини, не го рачунаш тоа. Пошто ете пример да речеме, ти си мајстор, пример поправаш, не знам, водовод, струја, што да, столици му правиш низ дома, не би. И се оиш да имаш мерки, гледаш што е, како е, правиш математика, така. Ти му кажуваш олку за материјал, олку за рака. Реакцијата која е? Што прајбе мајсторе, што сторе колку скапи сте, значи како имате поскапен. Оти ќе речи. Оти го ќе речиш олку за рака, луѓето то го сваќат буквално. Значи материјал толку и другите тебе за в џеп ти се пари. Никој не рачуна ти дека треба години искуство да клаиш во приказната, знаење, време да потрошиш еден тон што би можел да го потрошиш на друго место кај што можеш да иземиш парината. Амортизација на алатот никој не рачуна, пошто тие алатите магично работат цел живот, не се расипват, тие не коштат ѓаул и пол да ги купиш, така. И на крајот денот никој не го рачуна превозу и храната, беба. Никој не рачуна дека ти треба да товариш некоја кола, значи да ја товараш константно, да ја расипваш секој ден, за да одиш да му направиш нешто на некој. Не сваќат дека тие за рака пари да го ги поделиш на сите овие работи, остануваат мал процент. Истото важи и за музичарите. Ќе те викнат негде за свирка, ќе те прашат цена, ќе кажеш цена, шо сторе бе брат, колку души иди? Оре, шо ти е гајле колку души идиме? Цената е таа. Дали ќе дојдам сам или ќе дојме 100 души, шо ти е тебе гајле? Чим си се јавил негде, тебе ти е битно тој некој или некоја да дојде таму, така? Што прашваш сега колку души, шо е битно? Ти пробваш да ја понижиш работата за да спуштиш цена. Не сваќат дека понижват со муабет. Оти како што рековме, мислат дека ако одиш сам пример или ако оите двајца, тројца, га ти парината в џеп ги клаваш. Никој не ти рачуна време потрошено, школа, пари за опрема, пари за другите луѓе што треба му даеш, пари за патни трошоци за храна дур сте таму вам, пари за престој за сите, пошто некојаш завршваш во 6 сато, не можеш ти да возиш 4 сати. Сами да можеш, не е битно, не е хумано. Јас пример обожавам тој период да возам, ама некојаш едноставно не се вози море напоре тој. Или ако не спиеш, треба платиш некој возач да те однесе да те врати. Исто е. Батно, никој то не ти го рачуна. Никој не рачуна дека го правиш 2 свирки секој викенд, макар што има луѓе што прават по 5-6, дека на неколку месеци треба да лупниш 4-5 илјадарки за масло менвање. Дека еднаш 2 пати годината плочки, кочници ќе мениш, дека гуми ќе менуваш скоро секоја година. Дека кога тогаш ќе светни нешто жолто црвено во колата, кај што ќе треба 500.000 евра да дај. Да не правиме муабет па
па за инструментите колку не му е гајле. Дека си дал ја олипол за некоја гитара или за некој микрофон што некој ќе оземи и ќе го макни во чашата внатре. Никој не му е за тоа гајле. Битно ти толку пари бара. Ама како рековме, еднострано е. Оти луѓето зборат само за тоа што му одговара. За тоа што не му одговара не зборат. Оти ако му свртиш математика да ти на некој сопственик и му направиш математика колку луѓе, колку карти, колку заработка и така натаму, и ти рече чекај, ама не е така, јас имам, па имаш бе брат, нормално е ка имаш. Кој нема трошот? И баш од таа причина глуп е тој муабет да се прави, така? Истото важи примери кога ќе аплицираш за било која работа некаде кога правите муабет за плата. Секогаш треба рачунаш дека во таа плата ти влегват и патните трошоци, треба си направиш математика дали воопшто ти се исплати да оди. Знам дека тука владее некој менталитет во смисла абе џабе работи, џабе не се. Поарно ќе оиш негде некој динар ќе излегва дома да не си. И баш заради тоа сме новадереџи. Оти малце од малце поќе ако се ценевме немаше биди така, ама добро. Здравие Боже, еве има нови генерации, може ќе се разбудат малце, може ќе му текне. Оти пример ај да живееш во некој мал град, Демирхизар да речиме, и да работиш во истиот град не е толку страшно пошто три улици се брат, пешки се оди од едниот крај до другиот кај сакаш биди. Јарно, ама ако живееш Скопје и не е баш така едноставно, пошто со минимална плата Демирхизар може да некако ќе преживе. Тешко ќе ти биде, ама некако ќе се снајде. Ој со минимална плата оди на работа во Скопје со превоз или со кола било како, па да правиме муавет дали ќе преживееш. Значи секогаш кога договараш нешто, треба да имаш во предвид дека човекот или ти, зависи од која страна си, треба некако да допатува на работа, треба да јади и така натаму. Што ме носи до дотичната ситуација што се дешава со патните трошоци што е популарна сега. Што не дека не била популарна и претходни години, имало луѓе се бунели. Од време на време му светнува силат луѓето, чекај малце бе, шо е ова што се дешава. Ама како и за се останато така и некој чуто за 3 дена. Ќе се побунат, малце ќе покажуваат приказни, толку ќе би. Ќе клат навестите ова се случи, она се случи, покачва маржата, качва горивото, струјата, паѓа горивото, струјата, пензија ова она, толку бате ќе се заборат тие трошоци. Работата ќе се направи вода под мостот, тие што си земат средства за патни трошоци, ќе си посвиркат малце, ќути си терај си ги си направи. И така до следните статистики кај што исто така народот ќе види чудо невиден одново. И тоаш пак ќе го повториме муабет. Се имаше и пратеници што не ќуте. Имаше некој што се огласија, што беа на интервјуа, што каже колку е трошок, колку е амортизација и така натаму. И сето тоа е во ред. И тие што имат фирми обично знаат, земаш сметко потврда таму од бензинска, носиш сметководство, колку се тури на бензин, тантара, пантара, на крајот на денот никој не може да знае за кај го имаш тој бензино турено, така. Ти битно ќе опишеш во трошоци, ќе си земиш парината и здрав жив. Битно имаш доказ дека си потрошил толку. За каде не е бит. Од друга страна па и овие што коментират, што се бунат, приметив дека 99,9% од нив или никогаш во живото немат возено, така што појма немат што е амортизација и колку ствари има колата трошоци со не. Нити па имат патувано секој ден или секој втор ден за да знаат како е. Или го зборат тоа динат ретко кој е конструктивен. А има конструктивни муабети што може да се направат во приказната. Пошто на пример мојме пример да земеме од некој европски држава, кај што премиерите, значи главните премиерите одат на работа со тротинет, со точак, пешки и така натаму, со автобус, со метро, со шо и да е. Значи пред се пример за граѓаните како тие да се понашат. Се добро до душа во свето не се звезди пратениците. Обично го помини пратеник низ Германија, низ Белгија, низ вамута му појма немат луѓето дека е пратеник. До душа Германија кој размислиш многу и не се замара народот со звезди. Си го терат животот тие звезди со звезди, хороскопи такви работи не се замара. А за разлика од таму кај нас се тие главни звезди. Нема некој попопуларен од политичарите. Значи кој сакаш застани било каде на улица, сите ги знаат. Освен можда јас не ги знам баш сите на име, неколку души знам вака. Ама бери ќе. Значи народот кај нас можда нема познае некој пејач на улица или некој јутубер или шо и да. Ама зато политичар бе бате одма вака се бера. А и да сакаш не можеш да ги избегниш бе брат. Вака во гужва може нема го приметиш, ама тие го ги идат со 200 души обезбедување. Мислиш сега помина некој кузекој помина. Море се блокират семафори, море па го се погоди Скопје да треба некој од нив да помини. Леле, то така гужва не виде. Јас се кладам дека најголема причина за гужвата скопска се овие луѓето што врват со привилегии да речеме, што се над сите луѓе. Значи патеката нив да му била непречено, ти шо знаеш некој од негде можда нешто ќе направи. Оти свете околу нив се врт. Ние другите кој не тркала нас, нека ни прави кој сака што сака, не е проблем. Ние заменливи сме. И сега не знам како е да си толку многу голема звезда. Малце од малце кој беше идоло фатив еден период кај што не можев по јавни превози да се возам, кај што не можев по улица рајат додам и така натаму. Тие што ги доживеа тие времиња знаат како бе. Арно мене не ми плати народот некоја најуба кола и обезбедување да ми плаќа и патни трошоци, не знам што. Не бе бате. Спаркчето што си го имав ќе си го земев со мене и тера. Ој патни трошоци ако ти чини ќе дојдиш, ако не кој те праша, така? Така што ајде разбира. Имаш некаква титула, луѓе те знаат, треба да стигнеш на време на места на настан и така натаму, нормално. И само можда не мора најскапите и најновите коли да се возат, ама дека треба да се убај коли функционални
нормални сите марифети треба. Дека кошта одржавање на такви коли кошта. Арно, ама ко што рековме преј, дека треба тие патните трошоци да се дел од платата испланирана за нештото треба. А бога ми на таа плата што се зема. Мислам дека е малце срамота да одат толку милиони на патни трошоци. Ако некој може да си дозволи да патува, тие сте луѓе. Ние не можеме да си дозволиме секој ден. Секако, малце и срамота што го правиме муабет уопште. Арно, ама кој ме праша така? Пошто еве на пример, јас работам Скопје, живеам Битол. Значи патувам за на работа. Па никогаш не сум побарал пари за патни трошоци. Од душа, кога би ми понудил некој, може да и би ги зел. Ама дека јас лично ќе побарам, дајте ми за патни трошоци, не можам бе брат. Срамота е, не знам, мене срам ми. И то пази плата што нема благе везе со тие таму плати што земат со патните трошоци. Да имав јас толкава плата и да ми ги дават, не ги земам брат. Или би ги искористил за да се вложи во нешто, да се направи нешто поарно за сите, или пример би ги донирал. Пошто дефинитивно има милион места кај што може да се донира. И пак е речиме, ако некој може да донира, тада, и не дека се споредвам далеку од тоа. Аз бирам дека не е исто. Имате некаква функција, некаква одговорност кон народот и баш заради тоа. Ти пример, јас знам дека луѓе ме гледат. Рековме неколку вас, ама ете, одреден број на луѓе ме пратат. Јас лично осеќам некаква одговорност кон тие луѓе. Сваќам дека и макар и само роднини мои да се небитно, дека утре некој дете што ме гледа сега ќе земи пример од мене за понатаму во живот. Што значи јас носам некаква одговорност и морам да бидам некаков пример за некој. Па да не прамуавет за толкави звезди. Мислам ви се мол. Ама да, на крај пат ќе биди кучината си карвано си наплаќа патни трошоци и така сите си живееа. Би рекол сите среќно си живееа, ама некој среќно, некој понесреќно малце. Мислам дека доста е за денес, очу е тешка темата, дури си извлечка многу. Поздрав и имајте убав ден.